Полицијата од албанскиот град Корчан одамна спречи шверц на 25 кг марихуана преку Охридското езеро од Албанија во Северна Македонија. Дрогата била транспортирана со чамбец, при што били уапсени 4 лица. Претходно била складирана во близина на мрестилиште за пастрамка во Поградец. Стефан Буџаковски, поранешен висок полициски функционер и професор по безбедност, објаснува како се одвива нелегалниот транспорт. Тие канали функционираат подолго време со добро разработена деликвенска тактика и техника. Тоа се работи на организиран начин со брзи глисери и со користење на неколку точки, од која ќе исплови глисерот, одлучува дали ќе биде точка А Струга, точка Б покрај Охрид или точка 3 кај Светинам. Додава дека е јавна тајна од Охридското езеро е место од каде се транспортираат различни видови на дрога. Тоа јавна тајна и е позната и на полицијата, меѓутоа полицијата од две причини потешко се справува со оваа појава, бидејќи тие поседуваат подобра техника за пренос на овие наркотични дроги и риба, и второто е некои полициски службеници помалку и соработуваат со тие криминални структури. За да се намали ваквата појава, Буџаковски вели дека е неопходно да се спроведе поширока безбедносна акција од страна на МВР со вклучување на повеќе структури, но и пософистицирани средства, како што се побрзи глисери, дрон, хеликоптери. Неколку пати се пресечат неколку канали, а со тоа ќе значи дека и превентивно ќе делува, не само репресивно према оние кои што почесто пренесуваат дрога во ова подрачје. Тоа имавме и во претходните години случаи каде што според сознанијата требаше се преносит кокаин, кој што кокаин во метални кутии се спушти на дното на Охридското езеро, а после криминалците си имаат и начин како тоа да го безбедат. Нашите ѓурци се обидоа тоа да го извадат, меѓутоа не успеа. Акцијата на албанската полиција, позната како Рестарт 15, е 15-та поред и има за цел оневозможување на шверц на дрога од едната на другата страна на границата. Освен за дрога, езерото се користи и за нелегална трговија со риба. Нелегалниот транспорт цвета. Мислам дека во Охрид се лови дневно илегално околу 500 кг белица и голем дел од тој рибен фонд што се изловува завршува во Албанија. А во Албанија ловат некаде 400 кајчиња кои немаат квота на улов, значи ловат колку сакаат, и мислам дека голем дел од тоа завршува на македонскиот пазар. А како се прави тоа? Осим поводениот парк дневно, ноќно се шверцува со кајчиња до некаде пограничните села и од тука потоа се транспортира по земјен пат и по илегални премени, така да шверцот е многу развиен, за жал, и се уништува целиот рибен фонд. Од МВР велат дека полициската станица за граничен надзор Охридско езеро презема мерки и активности пред се за спречување на прекограничниот криминал, шверц на наркотици, риба, кафе, оружје и друга стока, илегална миграција. Прекограничниот криминал преку сината граница се врши и со помош на брзи глисери, со кои брзо се пренесува криумчарена стока од Албанија во Северна Македонија и обратно. Пред 3 години во пловен објект на брегот на езерото беа пронајдени над 100 кг марихуана спакувана во торби, и во 2021 македонската полиција на брегот пронајде марихуана вредна 250.000 евра. Од полицијата велат дека во 100 случаи годинава пронајдени и одземени се 477 рибарски мрежи и други предмети, поднесени се и 41 прекршочна пријава по разни основи. Од почетокот на годинава до 31 јули годинава најдени и одземени се околу 1000 парчиња риба. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски.